Што се случува во Скопската зоолошка градина? Како едно место кое што важеше за релаксација, место каде што луѓето си поминуваа семејни прошетки во слободното време, се претвори во место или куќа на стравот. Ова место што треба и беше простор каде што децата сакаат да го поминуваат времето и едно од омилените места во градот на децата. За 2 години Скопската зоолошка градина ќе слави, односно ќе одбележи 100 години постоење. 1 век. Дали ќе славиме или ќе ја жалиме зоолошката градина? Дали политиката замеша прсти во оваа институција? Дали ќе се градат згради на ова место и ќе ја снема зоолошката градина? Или постојат други работи и објаснувања поврзани со сите последни случувања кои што за жал се непријатни, а пристигнуваат од адресата на зоолошката градина. Во продолжение што се случува зад кулисите на оваа институција, зборувам со магистар Татјана Гогаска, новинар, колумнист, автор и комуниколог, известно време ангажирана во Скопската зоолошка градина. Ви посакувам добре дојде во Слободен печат. Добре ве најдов, Александра. Морам да кажам дека многу убава најава која што навистина поттикнува за она што гледачите ќе имаат можност после тоа да во овој разговор да го чујат. Ајде за почеток да ни појасните во кој период бевте вработени во зоолошката градина и ете вашето лично искуство од работата таму. Така, јас бев во зоолошката градина ангажирана како пиар и одговорна за едукација во период од пред 2 години, да речеме, без малку 2 години, декември 22 година до официјално јуни ова година. Работев на најмногу на едукацијата. Направив, дури јас сама се чудам дека за тој период некои над 35 настани едукативни и работев во делот на пиарот, онолку колку што можев и што дозволуваат условите таму во однос на тој дел на работата на зоолошка градина за кој што подоцна ќе се навратиме. Дојдов случајно, меѓутоа јас велам ништо не е случајно. Се прашував откако дојдов после само месец и пол што ми требаше да дојдам. Меѓутоа најверојатно имаше зошто и исто се прашував откако ми прекина ангажманот 6 месеци порано отколку што требаше, не по моја вина. Исто се прашував зошто ова сега се случи, меѓутоа со овие последни настани со кои што подоцна ќе ги спомнеме, едноставно сватив дека еден ден ќе знам зошто тоа се случува и затоа всушност со задоволство и прифатив поканата да бидам дел за да позборуваме реално, објективно и знаејќи ги сите состојби во зоолошка градина во Скопје, на еден начин на јавноста да ја дадеме точни и валидни информации кои што ќе им служат, нели? Да, треба да им се даде на јавност образложение за сите овие случувања, бидејќи бевте дел од Скопската зоолошка градина. Како вие лично гледате на сите овие низа проблеми кои што ја затекнаа во последно време? Дали проблемите доаѓаат од еден извор или можеби се калемат од повеќе страни? Вака, јас зоолошката градина ја знам многу одамна. Значи, пред некои 30 на години кога работев во македонска телевизија и тогаш снимав детски програми и еднаш месечно еден ден беше ден за зоолошка градина. Значи од тој период кога таа имаше друг облик, на друг начин беше сето тоа. Потоа во еден период јас имав свој детски креативен центар и проблемот е, велат, вистината е на половина пат. И сега во оваа вистина има во моментот, значи во овие 2 години зборуваме, има 4 фактори. Значи тоа е град Скопје, кое што е зоолошката е под негова јурисдикција, под негова капа. Тука е раководството поставено од актуелното раководство на град Скопје, раководството на зоолошка градина, кое што не е баш омилено меѓу вработените. Трети се вработените, поголемиот број од вработените, кои што имаат своја вистина и своја страна. И четвртиот дел е остатоците од минатото.
А сега да го спомнам и петиот, медиумите кои што прават целотен хаос. Хаосот се прави најмногу од недоволен проток на информации. Информациите од зоолошката градина не доаѓаат само заради односот на град Скопје, кој што сака да ги контролира, еве јас најодговорно кажувам тоа, затоа што јас бев доведена во ситуација дека јас ќе направам некој пост или ќе направам некој текст и јас треба да го пратам на одобрување при службата на град Скопје, што е нонсенс. Мислам, јас сум новинар од времето на социјализмот, од времето на Југославија. Никогаш не ми се случувало такво нешто како што и затоа повеќе работев едукација и затоа се немаше желба и затоа беше тоа измачување. Значи сите тие работи се склоп остатоците од минатото кои што се пресликуваат преку се понападните изјави на поранешниот од минатата власт директор, кој што сега се залага дека ќе направи Европска зоолошка, меѓутоа имаше 3 или 4 години мандат кога требаше да ја направи, а не сите работи да се туркаат и да се талошат. Некролозите на зоолошката градина Скопје. Вака ја насловивте вашата најнова колумна. Сега доаѓаме до најболен и тежок момент. Најголемата жртва во сиве овие случувања се животните во зоолошката градина. Слободен печат се обида да направи нешто изминатиот период, во летниот период. Се обидовме да ја релаксираме јавноста преку интересни видеа. Нашиот серијал насловен Личната карта на жителите на Зоо Скопје беше идеја да ги запознаеме гледачите, да ги запознаеме посетителите со една поинаква приказна на жителите во Зоо Скопје и успевавме во тоа се додека не се почнаа да се случуваат трагични ситуации кои што го засенија овој серијал за жал. И во целата оваа драма, ќе речам, жртва се и вработените во зоолошката градина. Како вие гледате на сите овие случувања? Значи пишувавте во вашата колумна, убаво ги објаснувате некролозите на Зоо Скопје во пресрет на 100 годишнината од зоолошката градина. Да, вака сега, колумната ми дојде во еден момент откако угина лавот Жика. Значи пред тоа беше слоницата Дуња, со сите нив сепак човек се зближува и здружува и јас во зоолошката градина и како посетител сум блиска. И почувствував потреба и почувствував дека можеби затоа не сум во ЗОО, дека еве треба како новинар, како комуниколог, како личност треба да кажам нешто. Да, некролозите на зоолошката градина Скопје е травматичен наслов, кога ќе видите, меѓутоа целата содржина таму е 100% вистините и тоа е така. Страдаат животните и дел од вработените. Морам да опомнам. Значи таму има прекрасни вработени кои што мислам дека дишат со душата на животните и се посветуваат максимално. На вистина, меѓутоа има дел на вработени кои што, како и во секоја институција, кои што не го гледаат така. Сега, што е разликата? Ова јас го кажав, имавме гостин од Германија, од зоолошката градина Нинберг во март месец. Сето тоа јас го изменаџирав со помош на колегите во зоолошка. Реков дека нема да спомнувам имиња од X причини, подобро е, сите ќе си се нели препознаат. Во зоолошката градина бевме во град Скопје на прием во секторот за меѓународна соработка. Јас тогаш убаво им кажав. Тој од град Скопје вели: "Ма знаете што, 80 денари, бидејќи една од работите што им забележуваше, две работи им забележа главни и ниската цена на влезот во зоолошката градина. Вика, не може со 80, со евро и 30 центи не може вие да градите, ама знаете и во музеј толкава." Сега јас вака тоа го објаснувам. Во музеј имате простор кој што го средувате, имате постојана поставка која што нели вложувате за да ја средите, обично тоа е финансирано од град Скопје, од министерство и све, и после тоа имате повремени активности. Во зоолошка градина живее жив свет. Има над 600 животни
кои капитални, кои диви, кои домашни, кои мали, кои големи. Значи тие 600 животни треба да се нахранат, да се исчистат, да им се пружи љубов, да им се надополни оној дел дека се во заробеништво. Ке прочитаме коментари кои работи во зоолошка, не знаат да се грижат за животните, па какви се овие луѓе, нека се затвори зоолошката и така натаму, навистина и лоши коментари, Да. тоа и повредува и навредува Така. и така натаму. Има ли негрижа на животните? Генерално за животните се грижат зоонегователите. Генерално грижа постои. Така. Генерално. Сега кој повеќе, кој помалку. Она што е проблем во сите овие, да не одиме, бидејќи 98 години се поминати, да се вратиме до 91. Значи 33 години. Откако зоолошката повторно е во град Скопје, откако што се смениле 6-7 директори, нели? Зошто не се направи систем на образување кадар зоонеговател? Имаме средно ветеринарно, така? Имаме ветеринарен факултет. Зошто таму не се образува смер зоонеговател? Зошто таму не... зошто во зоолошка градина ветеринарни техничари работат во сметководство? Мислам, тоа работа 40 години, не е тоа од сега. Значи, погрешно се поставени некои работи, кои што за жал, еве пак ќе зборам, во последниве 33 години, ниеден од директорите, од менаџерскиот тим, не ги направил. Некои заради тоа што не знаеле, некои заради тоа што не сакале, некои заради тоа што не можеле. Значи, тие се условите. Зошто на ветеринарен факултет не се направи исто повеќе предмети за диви животни, за зоо, зошто не се направи шелтер за диви животни, нели, срнче ќе се најде да го згрижиме, да се биде во карантин, да се направи или нешто за она што е многу важно. Значи, има работи што се испуштиле низ годините и мислам дека тоа е да не знам како да ја наречам, на наталожена бара, која што се таложила и пукна. И да, и пукна, и за жал сведоци сме на многу лоши вести од зоолошката градина, угинаа многу животни. Има ли ветеринар во зоолошката градина? Ги споминавте ветеринарите? Да, вака, пукна, значи да се надоврзам на последниот збор, пукна тоа на таложената бара на 4 мај минатата година, кога угина Каспер, омилената жирафа, која што имавме една гостинка од Аргентина и директорот ми рече само што бев некој месец дојде на таму, оди да се прошетар со неа, нели? И кога се шетавме, имав можност, бидејќи дадоа можност таа да ги рани, па ајде и јас тоа. Едно кротко животно со најдлабоки, најубави очи, меѓутоа Каспер угина. Од нигде и никаде, не од нигде и никаде, туку затоа што покажувањата на оние што се грижат негователи за Каспер, веќе 3-4 месеци било кажувано дека Каспер не е добар, Каспер во изметот има тоа, Каспер ова, и сега ништо не се прави. Било? Имаше ветеринар зоолошката градина, имаше веќе 15 години ветеринар, кој што после угинувањето на Каспер доби отказ, тоа беше све регуларно направено. Меѓутоа, затоа што Каспер по резултатите од лабораторијата и Институтот за ветерина, тоа се јавни што ние ги објавувавме, угина од салмонела. Од салмонела може да се излечи и од други бактерии кои што се најдени во незиниот желуник, црндроп и тие работи, како што пишуваш од прилика. Значи можеше тоа да се направи, да се среди тоа и тука почна. Меѓутоа тоа беше, јас велев, зошто Каспер угина? Значи, такво едно добро животно од не знам колку тона. Најверојатно има зошто повторно. Тука се почна лавината. Веќе тука почна да излегуваат. Само 2,5 месеци после тоа, крај на јули, беа отруени 3 преживалски коњи. Значи, коњите здрави прави едно друго и повторно според лабораторијата на институтот, објавено, затоа јас го напишав наслов на колумната некролозите, затоа што зоолошката градина во пиарот, кој што го контролираше град Скопје и се уште го контролира, гледам, ние можевме само одобрени некролози и за некој настан евентуално, нели?
она што не чини во зоолошка градина, тоа има практика очигледно од повеќе, која ќе укине некое животно, се крие тоа, така, све мистично се прави. И најнаш од 5 гледат има 3 кафејави волци. Каде се другите, нели? Угина сибирскиот тигар, меѓутоа тигрицата угина од старост. После тоа угина Флопи, травматично угинување со смртта на зоонегователот. Да, тоа беше навистина тоа е стварно травматично. Беше тој умре од рак. Така што, да речеме, ете во тој дел од тоа. И сега оваа година како се натоложуваат? Ништо не се прави од систематско средување на работите. А ветеринар имаше ангажирано лице кое што во март месец и заврши ангажманот. Имаме едукатор ветеринар во ЗОО Скопје кој што има лиценца, меѓутоа тој не е доволен и она што го правеше менаџментот, сега морам да кажам и тоа што правеле, не можам да го постојано го вика институтот за ветеринарниот институт, доаѓа со скенери, со едно, со друго, со се, зема од жика, лавот, тоа туморите, примероци, го викаат ветеринарната станица на Диме, така да има грижа некоја, меѓутоа недоволно, затоа што, ако знаете дека во зоолошка градина има ветеринарна амбуланта, која што е опремена, која што е топ, и јас по мене секогаш тоа го зборував. Значи го зборував и 2014-2017 кога 16 кога соработував. Зашто ветеринарот по мене, значи зоолошка градина, 2 ветеринари, 2 ветеринарни техничари. Животните до 6 се будат. Од 6 до 2 во ветеринарната амбуланта, ветеринар техничар. Од 2 до 8 додека заспиваат, ветеринар и техничар. И визита. Значи, вие имате систем, од една страна се зоонегователите како носители, вамо е администрацијата, и третата страна се они услужни дејности. Билетари, чувари, хортикултура, кујна и магацин. И обезбедување. Значи, и сега тие тука 3 системи треба добар менаџер за да ги менаџира. И она што јас сакав да правам, тие обуки за развој на комуникацијски вештини, тоа меѓу другото ми е таа специјалност, за со едни обуки да ги натерам да се спојат овие 3 дела, да работат во еден здив во интерес на животните. 8 соопштение на официјалната страна на зоолошка градина, од која потоа дел од вработените се оградуваат дека е нивно соопштение, се создава конфузност во јавноста и недоверба кон институцијата. Кој е виновен за тоа? На кого треба да му се припише што оваа институција, што зоолошката не е транспарентна кон граѓаните? Значи, главната вина, кратко и јасно, град Скопје и раководството на ЗОО, односно директорот на ЗОО. Крај. Тука е. А дека беше дали хакната или беше приморана колешката да го даде админот или пасвордот, се гледаше дека тоа е соопштение на град Скопје. Зошто агенцијата за храна и ветерина би направила упат? Тие постојано доаѓа додека и јас бев. Зошто? Зошто Институтот за јавно здравје, една таква институција да се подпишува на нешто, да удира печат, да ова. Не ми е јасно. Зошто да има да дојде полиција како интервенција, нели да се направи. И зошто сето тоа да се снима од телефони на некои вработени за да се создаде сето таа слика. И да се прави сензационализам. И да се прави сензационализам. И тука се многу виновни медиумите. Морам да кажам. Вие сте исто медиум, да не ми забележите. Честна исклучоци. Честна исклучоци. Значи не може со копи-пейст. Завчера осамнува на еден портал копи-пейст на вест од јануари 2023 година. Крај на јануари. Точно знам 27 јануари 2023 година. На градоначалничката го назначи директор. Тој е на 20 јануари во 23 година назначен. И тука се многу измешани работи и јас мислам дека треба на ова да се стави крај. Жал ми е, не сакам задкулисните зборувања да ги коментирам. Жал ми е за зоолошката градина како институција.
жал ми е за животните. Јас верувам дека додека е затворена, зоонегователите ќе се грижат за нив. Тоа сум сигурна дека ќе се грижат за нив. Меѓутоа, што во функцијата на зоолошката градина понатаму? Би сакала да ни го појасните овој момент, го прочитав кај вас во колумната дека после 15 години зоолошката го губи статусот на кандидат за членка на Европската асоциација на зоолошки аквариуми. Што значи тоа? Може ли во кратки црти да ни објасните? Кратко. Значи, минатата година било криено 3 години дека 15 години 2019 година Зоолошката градина Скопје е ставена како кандидат членка на Европската асоциација на зоолошки градини. Тоа е многу. Тоа е исто нели во микросистем како ЕУ во голем систем. Тоа е многу важно. Затоа што кога сте вие член на ЕУ, на ЕАЗа, вие имате многу повластици, имате донации од животни, имате и како кандидат ги уважувате, меѓутоа тие ви велат. Треба да го направите живелиштето на шимпанзата, треба да направите подобри услови за тигарот, треба лавовите ова, треба она и ве следат. Значи има ментор кој што ве следи. Тој ментор кога следел последните неколку пати, а тогашната ветеринарка била задолжена и за таа кореспонденција и она све криела. И они укажувале ќе го изгубите статусот, ќе го изгубите статусот. Тоа се повторувало години назад. Се повторувало, така да и јас пак ќе кажам дека сегашниот бивш директор, зошто не знаел сега што ветува Европска зоолошка, зошто не знаел дека тоа му се случува? Зошто во тие 3-4 години не направил нешто? Зошто не видел дека не се работите како што треба? Значи, тука требало да се... И минатата април стигнува мејл дека Зоолошката градина Скопје го губи статусот на ЕАЗа. И никој не знае. Значи, откако доби отказ тогашната ветеринарка, откако се правеше увид на цела документација, тогаш се дозна. Јас ја правев заедно со еден колега зоонеговател кој што е најприсутен и најдобар и целата душа и срце, значи секоја чест за него. Комунициравме со ЕАЗа, пишувавме, работевме, направивме еден тим ЕАЗа, нешто сакавме нели да направиме, да се спаси, меѓутоа тие рекоа следните 5 години не можете да бидете член на ЕАЗа повторно, ама за 2 години може да дојдеме пак да видиме каде сте отишле понапред. Тие 2 години сега тие 2 години, пред да преминеме на тие 2 години, сакам да го опфатиме и овој момент во меѓувреме додека се случуваат сите овие работи за губење на статусот кандидат за ЕАЗа, се гради ботаничка градина. Жалосно. Јас дури не можев да поверувам, бидејќи одев кога се доаѓаше тока како свита од град Скопје, од паркови зеленила. Јас не можев да сватам дека ботаничка градина ќе се гради и не знаев како да реагирам. Бев нормално против тоа и беа многу луѓе против тоа. Не може ти ботаничка градина да градиш во рамки на зоолошка градина, а прво, да даваш пари за ботаничка градина која што апсолутно не е потребна, наместо да ги средува живеалиштата кои што се потребни, или еве тие пари да ги вложија во едукативниот центар, во реновирање, или во реновирање на кујната, или во реновирање на сенарникот, нешто да се направеше за зоолошката градина, се решава да се прави ботаничка градина, се сада нешто дрва, се прават мостови, сето тоа, или тамо да се отворат живеалиште за камилите. Се имаме 4 камили, 2 камилчиња и 2 камили, мислам семејство се направи убаво, па да се направат за тие нестрикни пржевалски коњи, па имаме и пони кончиња, па има да се направат живеалишта во тој дел. Зашто тоа е зоолошка градина, не е ботаничка градина. Како велите вие, зоолошката ги живее најтажните денови досега. Ова дополнително ќе влие и на намалување на посетеноста во зоолошката градина. Децата кои што сакаат да одат во зоолошката градина, која што треба да важи за едукативен, да има и едукативен карактер и така натаму, сега некако ќе создаде одбивност за посета. Како да ја застанеме на ноза зоолошката градина? Значи има само едно решение. За зоолошката градина да застане на нозе и за 2 години да бидеме
горди за тоа што го имаме еден век. Зашто само кратко ќе напомнам, минатата година Софија зоолошката градина славише 100 години, цела година има активности, да не ви кажувам, оваа година Загреб слави. Отворете го Зоо Загреб, Зоолошки врт Загреб, да видите што све прават. Значи, љубоморна сум, мислам едноставно да му е криво на човек. Само еден начин има. Зоолошката градина, тоа да размисли извршната власт и Министерството за култура и туризам. Јас со сето ова што го образложив, сакам да апелирам, сакам до повеќе институции да апелирам, да ја земе, исто како Универзалната сала, овој пат од други причини, да ја земе под свој закрила, да ја градот не е способен да ја менеджира зоолошката градина, нема да дочекаме еден век, за жал. Значи, навистина ќе биде тажно. Не треба да се оди во размислување дека не треба да дочекаме. Не, напротив, да се надминат овие искушенија, да се надминат овие проблеми, само ако Министерството за култура и туризам, бидејќи тоа е во туристичката мапа на Европа, дека убаво е да се има зоолошка, таа е зоолошка градина на цела држава, на крајот на криштата тоа е културна институција која што вработените платите ги земаат од Министерството за култура. Градот со оваа структура не може да ја менаџира зоолошката градина, а Министерството за култура да создаде еден добар тим, ветеринари, биолози, пиар служба, добри економисти, менаџери, правници, кои што ќе ги стави за да се зачува зоолошката градина. Навистина е многу тажно нешто, завислите колку луѓе овие 98 години го дале својот работен век во зоолошката градина. Да. Колку луѓе се тоа што работеле и сега ние да се откажеме. Не. Напротив, треба да се направи се, да се заштити, да се зачува зоолошката и да биде за радост на децата, да биде уште поубава, да биде убаво место за едукација, за дружба, за забава и за се. И животните, иако во заробеништво, да ја чувствуваат таа сигурност и љубов и да бидат среќни. Голеска, благодарам. Ми беше задоволство што разговаравме. Благодарам за тоа што отворено зборувавте за сите случувања поврзани со Зоо Скопје. За 2 години ќе видиме дали ќе славиме или ќе ја жалиме зоолошката градина. Ви останете со Слободен печат.